Европската унија треба да се консолидира, односно Европа треба да се консолидира, треба да застане на своји нози, треба да има автономија и одредена одбрамбена автономија. Сепак е голема мок во светот. Е добро што Соединените американски држави се вклучуваат во некаква иницијатива за да заврши ова што се случува во Украина. Дали требаше подобра координација со Европската унија? Вештачката интелигенција ќе дојде до тоа ниво. Значи ќе ја користиме, а веќе ја користиме, на начин на кој што многу често и не сме свесни дека ја користиме, но ќе стануваме се посвесни за тоа. Ние природно користиме, но не знаеме правилно да користиме. Нешто налик да знаете англиски, ама да знаете зборови, не и граматика. Мислам дека Македонија не заостанува. Длабоко верувам во нашата IT обкружување. Ниедна политичка опција досега, сега за моментално не можеме да говориме, ниедна досега политичка опција не се решила да има рез во јавната администрација. Ние имаме министерство со 40 вработени, 50. А од друга страна имаме јавни предпријатија каде што има правна служба поголема од цело некој министерство. Гледате Трилинка во продолжение. Светското лидерство го преземаат Соединените американски држави. Европската унија и Макрон на колена. Зеленски по договор околу вселенските минерали. Се подготвува самит Путин-Трамп во ваква пресвртна геостратегија. НАТО самитот во јуни ќе треба да одговори или договори дали и како е можно продолжение на евроатлантското партнерство. Европа го чека својот лидер. Фридрих Мерц, човекот кој изгуби прво битката со Ангела Меркел, сега ќе биде идниот германски канцелар. 69 годишниот адвокат и вешт бизнисмен го дочека својот подем и излезе од сенката на челичната германска леди. Сега се враќа како најмоќен политичар во Европа. Најавите се дека ќе следуваат промени во германската надворешна политика, што ќе вклучува стратегиска автономија. Во услови кога САД имаат инсталирано ракетни бази и околу 40 офанзивни копнени сили. Мерц се пред огромни искушенија. Дома со рехабилитација на економијата како трета индустријска држава и амортизирање на десниот радикализам. Идниот германски канцелар планира да се наметне како клучен играч на меѓународната политичка сцена. Германија е најголем трговски партнер на Северна Македонија. Околу 24% во вкупната трговска размена на нашата земја и учествува околу 40% во вкупната трговска размена со земјите од Европската унија. Изгледа дека во теке една фаза, секој со своето. Од Германија со свој видување и размислување, дугогодишниот новинар и наш колега Александар Методиев анализира Германија по изборите. Исходот од изборите покажа дека во Германија е можна влада само со две партии, тоа се ЦДУ и СПД. Велам само со тие две партии, заради тоа што ЦДУ претходно повеќе пати исклучи можност за коалицирање со АФД. Тие всушност се втората по сила партија во државата, добија над 20, малку над 20% од гласовите, значи петина од гласачите во Германија гласале за ова десно радикална партија. Мерц, иако повеќе пати велеше дека нема да соработува со оваа партија, сепак на крајот на јануари се случи една промена кога оваа партија во Бундестагот гласаше за еден предлог на партијата ЦДУ за заострување на политиката во однос на мигрантите, односно на миграцијата. И тука ЦДУ доби многу критики и изгуби поени во предизборната кампања, затоа се намалија всушност и процентите и крајниот исход е под 30% кои што оваа партија ги очекуваше. Како што реков, Германија по овие избори и по формирањето на новата влада ќе се концентрира многу повеќе кон себе, односно кон внатрешните проблеми, и тие не се само миграцијата, тука и проблемите се со економијата, безбедноста и повеќе други горливи теми. Секако една од најважните теми во однос на прашањата од меѓународен план е се ставовите, односно новите позиции на Америка во однос на Европа.
тука стана јасно дека по доаѓањето на Трамп на власт, значи стана јасно дека Европа мора малку повеќе да се погрижи за својата безбедност и затоа Германија ќе мора малку повеќе да инвестира во својата одбрана. За тоа да може да го направи, ќе треба да се промени границата која дозволува задолжување на државата. За тоа да се направи, на новата влада ќе треба поддршка и од други партии кои пак се противат на таквата промена на таа граница. Тука спаѓаат Левицата и АФД. И постои една идеја сега да се направи, значи во овој еден месец од истекот на мандатот на актуелниот Бундестаг да се донесе таа промена, но тука пак има критики дека граѓаните не гласаа за такво нешто и во изборната кампања не се кажуваше дека тоа ќе се направи и сега се користи мнозинството во стариот парламент, односно во актуелниот парламент кој што има, како што реков, мандат уште еден месец, за да може да се направи таква промена. Дали тоа на крајот ќе се случи, ќе видиме. Мерц покрај тоа доби критики и во однос на тоа дека во текот на кампањата постојано нагласуваше дека партиите кои што се во актуелната влада не треба да владеат во последната, за откако станаа јасни изборните резултати и дека ќе мора да се прави коалиција, значи со СПД, одеднаш тие се добри и со нив ќе треба да се прават разговори, но тие му забележуваат дека во текот на кампањата имаше многу агресивен тон и бројни напади дојдоа од негова страна кон оваа партија и кон незини истакнати личности. За сега одеднаш тоа да се промени, да треба да се седне на маса и да се разговара. Тие бараат како предуслов да го промени тонот, вокабуларот, за да може воопшто да се седне да се разговара. Дали на крајот ќе се направи влада, тоа е неизвестно, иако во минатото постоеше веќе една влада во која што овие две партии коалицира. Актуелни меѓународни теми кои оставија печат на неделата. Министер што стави подпис на протоколите на Макрон за решавање на македонско-бугарските преговори. Шеф на дипломатија што го организираше министерскиот самит на ОПСЕ во Скопје, а на кој се разотидоа и не се видоа Блинкен и Лавров. Тоа беше шпицот на војната и руската агресија врз Украина. Тоа не е се од активноста на сега лекарот кој по смената на власта се врати на клинички. Добре ден за Бујар Османи. Добро ја најдов, благодарам на поканата. Господине Османи, има ли шанса за мир и крај на руската агресија врз Украина и како гледате на оваа политика на Доналд Трамп? Видете, шанса за мир имало од првиот ден, меѓутоа секогаш барањето било да има праведен мир, а тоа да не е мир кој што е под услови на Руската Федерација. Бидејќи сигурно доколку Украина од почеток ги прифаќаше условите да ги даде 4 области и да прифати да нема некакви безбедносни гаранции или НАТО членство, може би до војна немаше да дојде, но дали е тоа цената што требаше да ја плати Украина и ризикот кој што потоа ќе следува, имајќи предвид тој еден мој став кој што секогаш сум го кажал дека Украина е само прва станица во империалистичките амбиции на Русија. Меѓутоа се разбира дека оваа војна на атриција, што ако можам да го преведам тоа директно на англиски, на истоштување на двете страни, очигледно треба бара некаква интервенција, бидејќи човечките загуби се огромни, Украина се уништува како држава, очигледно Русија има кондиција да ја држи војната активна, така да во ред е што има иницијативи, се разбира во тие иницијативи многу треба да се внимава тој мир што ќе се воспостави да биде праведен, правичен мир. Каква сатисфакција имаме со критиките на Венс дека Европската унија не може или не сака да ги решава проблемите во своите редови? Дали е тоа критика за нејзиниот бирократски модел на функционирање? Па се разбира и тоа. Видете, Европската унија покажа дека има потенцијал за солидарност, за унифицирање на ставови во критични моменти. Например, кој очекуваше такво единство на Европската унија после нападот во Украина. Меѓутоа, очигледно, Европската унија подобро функционира во време на криза.
подобро функционира во време кога е под некаква закана или под некаква критика. Јас се сеќавам на првиот мандат на Трамп кога он почна да ја критикува да ги критикува земјите членки на Европската унија за прагот на средства од GDP-то кои што се издаваат за одбрамбените способности на државите. На почетокот тоа личеше како премногу агресивен пристап на Трамп кон сојузниците, меѓутоа сите земји, вклучувајќи и нас, стигнавме до 2% од GDP за одбрана. Така да не секогаш таквите критики кон Европската унија значат дека се злонамерни. Европската унија треба да се консолидира, односно Европа треба да се консолидира, треба да застане на своји нози, треба да има автономија и одредена одбрамбена автономија. Сепак е голема моќ во светот. Македонскиот премиер Мицковски застана како и македонската влада застана како коспонзор на резолуцијата на САД. Вие како ја доживувате оваа одлука? Неговата формулација и аргумент беше дека ние одлучивме. Да. Видете, тоа ние одлучивме, веројатно подсвесно сака да каже дека сепак имаме мала сувереност во одлучувањето и дека не примаме диктати. Што е во ред? Видете, ние секогаш сме имале такви ситуации. Јас често самиот сум се довел во ситуација кога сме имале, например, за кандидатури, помеѓу европски кандидати и американски кандидат. Кого да бирате помеѓу два сојузника? Или пак одредени резолуции, особено визави Средниот Исток. Европската унија да има различна позиција по однос на Израел, на палестинското прашање од Соединените американски држави. И вие секогаш тука мудро да се консултирате со сојузниците и на крај после консултации да донесете одлука која што сепак некако се вклопува и во вашите принципи. Бидејќи не секогаш слепото следење значи дека вие покажувате кредибилитет кон партнерите. Бидејќи треба да покажете дека имате вие некој систем на вредности, дека имате некоја конзистентност во политиките. Не можам точно да кажам каков би бил нашиот став во овој случај. Значи, очигледно е добро што Соединените американски држави се вклучуваат во некаква иницијатива за да заврши ова што се случува во Украина. Дали требаше подобра координација со Европската унија во тој дел за да се убедат сите страни за ставот кој што ќе го завземеме, тука не сум бил сведок на тие динамики. Што е за вас поголем приоритет? Да се гај стратешкото партнерство со Соединените американски држави или да се оди на патот кон Европската унија како земја претендент да станеме дел од европското семејство? Видите, не е прашање дали да бирате страна помеѓу Европската унија бидејќи ќе станеме членка или Соединените американски држави како наши најголеми стратешки партнери. Туку како се вклопува во вашиот систем на вредности. Како вие гледате како држава на прашањето на Украина, на прашањето на руската агресија. Па која е целта на оваа резолуција која што одреден очигледно дека е дел од стратегијата? Ние никош не сме ги изненадиле сојузниците. Дали ова го доживувате како своевидно осветништво кон Брисел или добар потек за застанеме за стратешкиот партнер? Мислам дека е многу важно да го задржите кредибилитетот во надворешната политика. Не можете да прешалтате во ставови денеска кон Украина, кон Руската Федерација. Тоа е многу важно во очите на меѓународните партнери, бидејќи според тоа они ве проценуваат дали може да се заснуваат на вас во иднина. Прифаќам дека ова беше специфична околност во која што е без преседан на некој начин во една таква контрадикција помеѓу Европската унија и Соединените американски држави. Не можам да кажам дека има апсолутно правилно решение, дали требало едното или другото. Веројатно подобра координација за да не бидат изненадени сојузниците би било некое компромисно решение тука. Тој не исцрта нагло, дали Македонија избрза поради вашиот подпис во делот на францускиот пакет тогаш? Мојот подпис следеше после одлука на влада и одлука на собранието.
знаете, дебата во која што беше и Вон дер Лајен, значи собранието одлучи ние да го прифатиме така наречениот. Добро, тука ќе ви реплицира тогашната опозиција, сегашна власт, дека не била консултирана и дека тоа не било добар француски. Да, може да го каже тоа, меѓутоа сепак мнозинството во собрание донесе одлука да се прифати тој предлог, пред тоа донесе одлука влада и врз основа на тоа се прифати. Тоа не е одлука на еден човек, на еден министер, туку е на едно цело мнозинство во собранието. Дали од денешна гледна точка сметате и натаму дека е добро што го прифативме францускиот предлог? Да, затоа што во оваа прашање треба мудро придвижување во процесот. Ставање на гард не ве става во поповолна ситуација. Сметам дека преговарачката рамка е добра, преговарачката рамка не треба да се смени, затоа што таму нашите позиции, бидејќи сум кажал во неколку интервјуа, тие што беа дел од процесот знаат дека 90% од енергијата во преговорите со Бугарија беше јазикот. 90%. Во одредени моменти дури почна да се крши и политичката елита овде, дали може и некаков компромис да се прифати во делот на јазикот. И ние кога стигнавме за прашањето за кое што се трошеше 90% од енергијата, да се добие целосно нашата позиција, другото беше се помалку релевантно и не смееше да се испушти. Господин Османи, дали постои опасност поради големите симпатии и начинот на кој Трамп ја води политиката, всушност да ни се уште повеќе затворат вратите кон Европската унија, бидејќи и во Брисел има одредени резерви кон политиките на американскиот претседател, на неговата непредвидливост. Видете, никој не може да предвиди. Тоа што сега како првична реакција на пристапот на претседателот Трамп е дека Европа сака да се консолидира, сака да се зацврсти, сака да има една автономија и одбрамбена автономија во политиките. И тоа сигурно Европската унија може да ја натера да каже, чекајте, јас имам отворени прашања во мојот континент. Мене имам еден цел регион кој што ми е непокриен и ми е ранливо подрачје. Дајте да го консолидираме, ако сакаме да парираме во овој мултицентричен свет кој што се појавува сега, во кој што Соединетите американски држави очигледно се повеќе се изолираат кон својот континент. На кого да се подпреме? На ослабнетата Европска унија или за брефтаната со Америка? Видете, процесот е со Европската унија. Не е лесен тој процес. Сигурно барем ние како држава сме сведоци колку е тој процес непредвидлив. Меѓутоа, процесот на членство во Европската унија има двојна намена. Прво е за нас самите, за да ние се европеизираме. И второ е за да станеме формална членка на Европската унија. Така да не смееме, треба да го гледаме како процес ориентиран, а не како дил ориентиран само кон целта. Препознавате ли кај премиерот Мицкоски ретерирање или во најмала рака омекнување на позициите во однос на можното наоѓање, постигнување на договор со Бугарија, или пак се неговата комотност во владењето му остава доволно простор за се уште одржување на таа цврста рака, не компромис со Бугарија по секоја цена? Видете, никој не бара компромис со Бугарија по секоја цена. Ниту ние тоа сме го прифатиле. И затоа во овој дел, во прашањето на цената, во прашањето на условувањата, ние и како опозицијска партија се нудиме да помогнеме на владата, бидејќи тоа е заеднички државен интерес. Тука немаме дилема дека не смееме политички да профитираме на најважната тема за граѓаните. Дали премиерот го има комодитетот, го има во краток рок. Меѓутоа, како ќе помине времето, фрустрациите се повеќе ќе се зголемуваат. Бидејќи разликите ќе бидат веќе многу поочигледни. Албанија се движи во процесот, тоа ќе го чувствуваат граѓаните на Албанија, кои што нашите од поблиска перспектива ќе почнат да го гледаат. И не зборам за албанците, зборам за сите граѓани кои што ќе почнат да ја гледаат разликата. И од тука и притисокот дека не можеме да останеме изолирани ќе биде поголем. Дали
имате контакт прво со Артан Груби? Јас не. Не сум имал воопшто од кога не е тука. Меѓутоа, во делот дали се дистанцираат политичките партии, видите, Дуи не ја засновува својата политичка иднина на односот со другите политички партии, туку на поддршката што ја добива од граѓаните. Очигледно тука немате дилема и вие дека Дуи во моментот е посилна и од најдобрите своји времиња во своето 20 годишно постоење. Меѓутоа мора да признаете дека Мицковски, премиерот Мицковски, лидерот на ВМРО ДПМН, успеа да ве приземи како партија, но и да го приземи и вашиот лидер Али Ахмети. Не, успеа да го навреди албанскиот народ, да го потчини албанскиот народ. Затоа што, например, јас го победив мојот против кандидат со 40.000 гласа повеќе, Арбен Таравари. И тој ми е сега мене предпоставен. Така како министер за здравство, а јас како лекар. Кој одлучи? Како може 40.000 албанци да бидат помножени со 0 заради одлука на премиерот? Тоа е порак до албанците дека вие сте неважни. Вашиот глас е неважен. Вие џабе излегувате да гласате. Вас треба да ви го покажеме каде ви е местото. И затоа не го приземи Дуи и приземи ги понижи албанците. Господин Османи, на крајот, Мицковски го повикува вашиот лидер Али Ахмети да му порача на Артан Груби да се врати во Скопје и да се соочи со правдата. Ве прашам, се плашите ли од поранешниот ваш сопартиец, екс-вице-премиер, дека можеби, како што одредени анализи и можев да прочитам поранешни министри, пишува дека токму Артан Груби поседува прислушувани разговори, компрометирачки, а се поврзани со вашиот лидер Али Ахмети. Видете, гледате дека целата пропаганда е тук. Идејата е да се компрометира Али Ахмети, преку Али Ахмети Дуи, преку Дуи наследството од 2001 и албанците генерално. Тоа е добро смислена стратегија, која што ние сме ја деконспирирале. Ние знаеме и каде се направени тие состаноци. Кога е донесена одлуката дека е време да се нападне Дуи, а за да се сруши Дуи, треба да се сруши Али Ахмети. Кој присуствувал на тие состаноци, конспиративни? Значи, биле двете политички партии и посредувани биле од неколку олигарси и бизнисмени. Кој? Не сакам да спомнувам сега. Каде? Биле одржувани средбите? Биле тука на Водно, во некои од вилите на Водно. И тука е паднат договорот дека албанците ни зимаат премногу. Тоа беше времето кога имавме премиер албанец, министер за финансии и така натаму, дека албанците зимаат премногу, сега влегуваат и во економските динамики. Некој па коментирал таму, бидејќи имаме изворни информации, излегов да купам стан, сите градежници во Скопје биле албанци, па ние или ќе се здружиме ВМРО СДСМ за наредните 10 години за да не уценуваат, или ќе почнеме да го демонтираме Дуи преку пропаганда. Тоа се случува. Меѓутоа, ова пропаганда која што се прави, со цел да се етикетира, искористејќи ја за жал, таа латентна омраза кон албанците, која што не е оригинерен македонски инстинкт, ниту интерес. Никогаш антиалбанството и антиалбанофобијата не е македонски интерес. Тоа е импортиран. Тоа е импортиран инстинкт кој што за жал преку прокси играчи се наметнува како да е македонски интерес. И Дуи тоа се обидува да го спречи и да покаже дека нормално е албанците да имаат и амбиција и за премиер, и за председател, и за министер, и да бараат заеднички да се донесат одлуки за државата, и албанец да биде вклучен во прашањето со Бугарија, и македонец да биде вклучен во прашањето за албанскиот јазик, бидејќи само така ќе изградиме држава на рамноправни граѓани и на заедници. Ова е погрешна политика, но знам дека е еуфорија која што ќе удри со зид во глава и ќе се смири. Бујар Османи, благодарам за гостувањето. Благодарам на вас. Следете интервју со екс-министрот за надворешни работи, подпредседател на ДУИ Бујар Османи, а еве што ќе гледате во продолжение. Порано учевме како да користиме камера.
Па имавме фотографии, па имавме курсеви за фотографии така. Денеска никој од нас не размислува како користи фотографија. Просто сите имаме на мобилниот телефон и никој од нас не му е тешко едноставно да слика се што сака, се што го интересира. Вештачката интелигенција ќе дојде до тоа ниво. Значи ќе ја користиме, а веќе ја користиме на начин на кој што многу често и не сме свесни дека ја користиме, но ќе стануваме се посвесни за тоа. Светот влезе во нова фаза на технолошко-индустријска револуција, во чиј епицентар е вештачката интелигенција. Современите тектонски промени се предизвикани од нејзината појава и примена. Се менуваат и вештините и системите за создавање и комуникација. Компанијата Семос Едукација 3 децении ја поттикнува, истражува и стимулира креативноста во овој свет на дигитализација. Во овој издание на Тренинг гостин е првиот човек и основач на Семос Едукација, Валентина Тасева. Добре дојдовте во емисијата. Благодарам. Добре ве најдов. Благодарам на поканата. Оваа година одбележувате 3 децении од основањето и функционирањето на вашата компанија, но во последниве години станавте препознатлив бренд со над 30, каде што учествувате во 30 земји на запад и на исток. Дел сте од најпознатите мултинационални IT компании. Како успеавте да се етаблирате? 30 години се долг период. Ние сме некако горди дека 30 години успеваме континуирано да растеме. Растеме заради тоа што се базираме на неколку пилари, еве така да кажам, че растот го базираме на неколку пилари. Едно е континуирана инвестиција во знаењето. Не само она што го носиме кон македонскиот, регионалниот и интернационалниот пазар, туку и она што го вложуваме во самите нас. Значи, ние континуирано учиме. Учиме технологии, учиме менеджмент, затоа што без менеджмент, без знаење во менеджмент не би успеале да ја водиме компанијата, нели, да ја растеме, да ја развиваме. Инвестираме многу во знаењето во маркетинг, затоа што тоа е исто така неопходно за да се позиционираме и дома, и регионално, и во странство. Ке споменам дека многу инвестираме во тимот, значи им веруваме на нашите колеги, велиме дека работиме само со паметни луѓе. Значи ние себе се сметаме за луѓе кои што учат, се посветени, се етични, се професионални. И како трет пилар би споменала нашата инвестиција во партнерството со големите светски имиња. Значи она што е стандард во светот, го настојуваме да го донесеме дома. Господја Тасева, вештачката интелигенција е нов предизвик. Што ќе го промени? Што ќе предизвика вештачката интелигенција? Ќе создаде нов светски хаос? Одредени анализи велат дека тоа е нов предизвик со кој ќе мора да се соочиме. Ќе се прилагодиме, ќе успееме да се прилагодиме на овие нови технолошки изуми? Можам многу да говорам. Дали ќе создаде светски хаос, не би знала да ви кажам денеска, меѓутоа сум длабоко уверена дека прво ќе создаде различна економија. Значи од таа што ние денеска ја познаваме. Значи ако ајде да се навратиме 2-3 примери, ако нели да не се навраќаме длабоко во минатото. Порано учевме како да користиме камера. Па имавме фотографии, па имавме курсеви за фотографии така. Денеска никој од нас не размислува како користи фотографија. Просто сите имаме на мобилниот телефон и никој од нас не му е тешко едноставно да слика се што сака, се што го интересира. Вештачката интелигенција ќе дојде до тоа ниво. Значи ќе ја користиме, а веќе ја користиме на начин на кој што многу често и не сме свесни дека ја користиме, но ќе стануваме се посвесни за тоа. Значи ќе стане дел од нашето работење. Ќе стане, на пример, ќе земам графички дизајнер. Графички дизајнер порано мораше да знае еден куп апликации, па мораше да има чувство за креативност, чувство за дизајн, желба. Денеска сите ние на некој начин многу полесно може да станеме графички дизајнери, не до таа мера како професионалците, меѓутоа за основна дневна потреба доволно е некојаш да знаеме да го поставиме правилното прашање до вештачката интелигенција. Дали со вештачката интелигенција всушност ќе се загрози? Ќе се загрозат одредени работни места, ќе нема потреба од толку луѓе на една позиција? Не, ќе треба да имаат и тие луѓе кои што ги има, ќе треба да имат различен сет на знаења. Значи просто ќе се промени описот на работното место. Многу повеќе ќе успеваат компаниите кои што имаат едуцирани луѓе
и ќе успеваат индивидуалците кои што знаат вештачка интелигенција во однос на оние кои што ќе смета дека тоа можеби нема никогаш да дојде. Ке дојде. Прочитав ваше неодамнешно интервју во Капитал во кое велите, цитирам, вештачката интелигенција не е само технологија, туку бизнис, трансформација за компаниите, промена на начинот на живот. Па да, денеска можеме да прашаме вака, и ќе се навратам чекор наназад. Значи, во компаниите, според истражувања направени глобално, значи од консалтинг компании, секој од компаниите ќе се соочи со една од 4 фази, или веќе се наоѓа во една од 4 фази. Првата фаза е таа во која што компаниите велат нема вештачка интелигенција, нема да не се случи нас, тоа е тоа, кој ќе дојде, ние денес не се интересираме за незе и немаат никаков допир со незе. Во втората фаза компаниите немаат допир, меѓутоа нивните вработени имаат во најмала рака некој од генеративните вештачки интелигенции кои што ги користат, во стил ChatGPT. Или Copilot, во последно време се повеќе доаѓа алатката на Microsoft или било која друга. Значи, со ChatGPT ние разговараме, со Copilot разговараме, ќе го прашаме. Каде денеска мене ми требаше лек? И јас утрово прашав, дали во Македонија го има тој лек? И добив одговор дека го нема. Може би го има, да проверам на таа и таа апотека, добив 2 телефонски броја од 2 онлайн апотеки. Дали тие онлайн апотеки кои што ми ги препорача вештачката интелигенција дали е тоа бизнес можност за нив? Веројатно е. Ја никогаш во животот не би ги нашла, доколку не ми ги препорачаше Microsoft Copilot. Ми ги препорача 2 македонски онлайн аптеки за кои што никогаш претходно не сум слушнал. Да се навратам на анализата со 4 фази на компаниите. Третата фаза се компаниите кои што веќе се свесни, прават некакви чекори, и компаниите и вработените, и последната е кои што имат стратегија. Семос едукација во третата фаза. Следите тренинг, гостинка во емисијата Валентина Тасова, основач и директор на Семос едукација. Дали се потребни нови етички кодекси за заштита на приватност и личната безбедност? Да, затоа што вештачката интелигенција користи податоци, пристапува до податоци, не само компаниски, и интерни, и екстерни, внатрешни, надворешни, значи до секаков тип на податоци. Што значи дека не може да ни биде заштитена приватноста во целост? Па тоа е, знаете, тема која што толку години веќе се одвива од моментот кога почнавме да ги анализираме податоците, па ако се навратиме наназад од интернетот, дали интернет и Фејсбук нас не ги штити податоците. Значи тоа е тема која што постои, расте, ќе се развива, но со вештачката интелигенција станува се поизразена. Европска унија неодамна донесе акт, така наречен EU AI Act, или како да ќе го наречеме на англиски, на македонски, со кој што длабоко се осврнува на вештините потребни за користење на вештачка интелигенција, но и на заштитата на податоците. Колку македонските IT компании се прилагодени на новите предизвици? Мислам дека македонските IT компании ги следат сите IT трендови, иако не би рекла дека вештачката интелигенција е само IT тренд. Не е. Бизнес трансформација, повторно се навраќаме наназад. Најголем број на корисници денес и на слушатели се бизнес корисниците. Луѓето од човечки ресурси, луѓето од финансии, директорите, но IT компаниите се оние кои што ја создаваат, така да мислам дека Македонија не заостанува. Длабоко верувам во нашата IT обкружување и нашата IT заедница. Колку сме дигитално описменети? Како нација? Да. Ако споредам со регионот, мислам дека сме напред. Ако споредам со светот, не сметам дека сме многу назад, иако би рекла дека младите генерации се сметаат себе си за digitally native, а не и digitally literate, и тоа е нешто на кое што треба да се посветиме како општество, не само како поединечни компании. Значи, ние природно користиме, но не знаеме правилно да користиме. Нешто налик да знаете англиски, ама да знаете зборови, не и граматика понекогаш. Колку сме ние подготвени во насока на дигитализација на администрацијата? Тука има доста простор да се работи и
тој факт дека нашата администрација веројатно не е дигитално најспремна, не се должи само на знаењето, туку се должи и на примената на апликациите, и на желбата за развој, и на стратегијата, и на многу планови кои што се донесени во минатото, а не биле реализирани, но би рекла и на самиот систем на наградување. Мислам, не е општо познат факт дека платите во државна администрација за IT луѓето се доволно непривлечни, така да и кој би ја движел дигиталната трансформација во рамки на администрацијата. Јас би ги повикала сите оние луѓе кои што имаат некакво влијание во државната администрација, сериозно те размислат и за зголемување на платите, меѓутоа и за обука внатре во институциите. Има институции кои што се сериозно напред, но не и повеќето. Денове прочитав дека светски компании во Македонија бараат покрај програмери и IT менаџери. Кои се тие? Па за IT менаџер не е потребно да се знае само технологија. Тука доаѓаат и ајде ќе тргнеме од менаџирањето на луѓе. Со оглед на тоа дека IT луѓе има и нема, нели лесно наоѓаат работа во странство, лесно работат од тука во странство, че предизвикот за менаџирање со луѓе е еден од главните. Понатаму потребни се знаења од организација на целата инфраструктура, значи инфраструктура во рамки на една компанија, безбедност, како што и сами споменавте, работа со податоци, работа со апликации, значи надминува познавање на технологиите. За да се биде IT менаџер, повеќе нивоа на знаење се потребни, повеќе вештини се потребни, повеќе искуство е потребно, отколку само класично, чисто технолошко знаење, односно знаење на технологии. Како ви е соработката со јавните институции, бидејќи не случајно ве прашав колку сме конкурентни или колку нашата администрација е подготвена во насока на дигитализација? Ние соработуваме со 4 столба, така се водат кај нас. Еден е државата, втор се компаниите. Минатата година имавме скоро 400 компании, со кои што сме соработувале домашни компании, велам. Пред минатата имавме 415 компании, значи тој број плюс минус тука се движи. Соработуваме со индивидуалци, соработуваме со странските компании. Така да, ние соработуваме со институциите, оние кои што имаат интерес да вложат во образование на своите вработени. Што ви е поголем предизвик, да работите со странските компании или со нашите дома? Нашите дома се побројни, ние имаме бренд, сериозен бренд. Многу пати сме го истражувале пазарот, Семос Едукација покрај сите конкуренти останува број 1 бренд од IT образование, затоа што IT образованието не се само академиите. А дали имаме предизвик со странските? Па да, имаме. Меѓутоа сме членка на една асоциација на тренинг центри. Преку нив стигаме до сите оние 30 земји кои што и кажавте во најавата. Колку и како државата и банките треба да овозможат економско-финансиски мерки во делот на развојот на IT технологијата? Тоа е прашање за кое што јас не знам дали би можела да го дадам одговорот, затоа што не сум сосема. Мислам, имам некое моје мислење, ама не знам колку е релевантно. При крајот од разговорот, IT индустријата во Македонија има свој динамичен развој. Имаме доволно информатичари? Веќе се повеќе слушам дека трендот на нивно заминување и барање перспектива надвор од Македонија постојано расте. Па дали имаме доволно информатичари, веројатно професијата ќе се смени полека повторно со вештачката интелигенција. Значи, вештачката интелигенција ќе замени дел од задачите кои што тие редовно ги прават и истовремено ќе овозможи некои нови луѓе да се занимаваат со дел од IT професијата. Значи, да не треба да си сосема IT спремен или да си сериозен IT експерт, за да можеш да работиш во информатичката технологија. Дали со вештачката интелигенција ќе изумрат некои професии? Да. Кој денеска не би можела денеска да ви кажам, јуто длабоко верувам дека да. Еве еден пример, утрово го зборувавме. Ние минатата недела одлучивме да се позанимаваме со продуктивност на вработените. Значи, кој колку од нас е продуктивен и да ги идентифицираме сите оние алатки, сите оние моменти во нашето работење во кои што повеќе од тројца се посветиле време на тоа. Просто не сме свесни во онаа мрежа на интеракции меѓу себе, многу често се случува да повеќе луѓе работат иста работа.
Ја замоливме нашата колешка која што се занимава со вештачка интелигенција, генеративна, нели, поставува прашања и знае многу добро податоци. Значи, знае Power BI, анализа на податоци, знае Power Platform, од тие податоци да извади апликација и знае генеративна AI. Тоа се вештините. Таа ја праша вештачката интелигенција и за од четврток, минатата недела, до понеделник оваа недела, ние имавме апликација за која што секој од нас ја користи на телефон. Значи, ништо не треба, треба телефон. И секој од нас внесува, рековме 2 дена ќе тестираме. За 2 дена имавме преку 200 внеса. Значи, секој од нас внесе. Јас денеска сум на состанок со вас. Меѓутоа, јас сум сама. Ама ако сме тројца, сте тројца ќе внесеме. Ние идентифициравме сериозен број на задачи кои што ги извршувале повеќе од еден човек, повеќе од двајца, повеќе од тим и кои што се повторуваат, велам за 2 дена. Значи, вештачката интелигенција нам ни помогна за од четврток до вторник да направиме првичен увид во продуктивноста на вработените. Одиме понатаму, значи не е целта контрола, не е целта дали некој работи или не работи. Целта е едноставно да идентифицираме. Свативме дека имаме сениор менеджмент. По тројца луѓе многу често на состаноци. Зошто имаме тројца представници од сениор менеджмент? Доволно е еден, доволно се двајца. Еве, зашто мора да бидат тројца? Така да, времето, оптимизација, се навраќам на прашањето дали се потребни. Порано за тоа ќе требаше програмер, па ќе требаше работна група, тим на програмери, па ќе требаше да направиме опис на работно место, па што се подразбира. Ние во 4 дена, четврток, петок, понеделник и вторник, веќе имаме првичен извештај кој што дава податоци што јас сега ви го споделувам. Колку оваква констелација на случувањата може да се биде среќен од аспект на тоа што зборуваме за оптимизација, зборуваме за згаснување на одредени професии, што значи дека веројатно нема да имаме потреба и од толку човечки кадар. Па не би рекла, од тој човечки кадар треба да има некои други вештини. Значи, едноставно со тек на време ќе се научиме да користиме нешто друго. Што ќе биде пред нов предизвик да се преквалификува? Апсолутно да. Значи, на почетокот од разговорот спомнавме дека во 2023 година на еден од најголемите конференции, на една од најголемите конференции во светот, значи London Tech Week, се зборуваше само за 3 аспекти на вештачка интелигенција. За да во 2024 година веќе се зборуваше за 200 милиони луѓе обучени само за генеративна вештачка интелигенција. Ништо повеќе од тоа. Во 2025 во јуни нетрпеливо чекам да слушнам што ќе биде трендот, меѓутоа интензивно се зборува за стотици милиони, ќе видиме. Значи, веќе обуката за генеративна интелигенција не е единствената. Зборуваме за обука за менаџерите. Оние кои што се decision makeri мора да го видат бенефитот. Зошто би ја искористиле? Каде се бенефитите за нив? Дали ќе можат да измерат продуктивност? Зборуваме за човечки ресурси. Дали ќе можат побрзо да рекрутираат? Дали треба време да потрошат на LinkedIn? Дали вештачката интелигенција тоа ќе го направи за нив? Така да зборуваме за сосема други типови на вештини кои што доаѓаат и да, за мене е се тоа многу примамливо и многу интересно и некако нетрпеливо очекувам да видам што ќе се случи. Благодарам за разговорот. Благодарам и вам. Валентина Таса, основач и директор на СЕМОС Едукација. Неефикасноста на институциите значи дека целиот јавен сектор е неефикасен. Сега, да бидеме реални, не сме ние сигурни колку е неефикасен јавниот сектор. Факт е дека постојат многу лоши примери, факт е дека постојат институции кои што релативно брзо одговараат на барањата на граѓаните. Од тука сметам дека некогаш станува збор повеќе за една лоша перцепција и за едно да речам демонизирање на јавната администрација во јавниот дискурс, дека апсолутно секој во јавната администрација е лош, дека секој орган е неефикасен. Не е така.
Оптимизација, реорганизација, дигитализација на администрацијата, како до функционални јавни сервиси и државна управа. Целокупниот јавен сектор и администрацијата се гломазни, партизирани и претворени во бунар за послушници. Неспособни кадри се уште постојат во јавната администрација. Гостин во Трилинг, универзитетскиот професор од Правниот факултет Константин Битраков. Добре дојдовте во емисијата. Добре, најдов. Денове чув една изјава на министерот за јавна администрација Минчев, кој вели само 30 до 40% од администрацијата си ја работата. Тоа се поставува прашањето што прават останатите 60 до 70% функционираат на принципот земај плата, клати врата и зошто се уште се толерираат ако се неупотребливи? Многу е тешко прво да го утврдиме оној процент на луѓе кои што работат на кои што не работат. Тоа се, да речам, некои перцепции од прилика или некои, да речам, ставови колку од прилика не работат и нормално она што го гледаме со своји очи. Зошто се толерира? Па мислам дека прашањето е јасно. Се толерира бидејќи ниедна политичка опција досега, сега за моменталнава не можеме да говориме, ниедна досега политичка опција не се решила да има рез во јавната администрација, што не значи дека тоа не е предвидено. 2010-та, кога е усвоена, например, стратегија за реформа на јавната администрација во Македонија, пишува дека ќе се намалува бројката на вработени во јавната администрација за 10% годишно, до извесен степен. Во 2018 година, иако не е спомнато експлицитно во стратегијата 2018 година донесена за реформа на јавната администрација, која важеше до 2022 година, исто така се зборува оптимизација на јавната управа, за оптимизација. 2023-та е повторно донесена стратегија за реформа на јавната администрација, тоа се начнува. Во меѓувреме владини програми имаат такви цели. Очигледно, тоа не е спроведено. Од тука, мислам дека прашањето веќе не е прашање на имање или немање на стратешки акти, или имање или немање на соодветни законски решенија, сметам дека е прашање на волја. Што значи дека немаат концепт за реорганизација на вработените? Пак ќе речам, концепт има, уште одамна во нашите закони е воведена обврската секоја институција, но например. Но не знаат веројатно да го применат. Па не знаат или не сакаат. Сега не можеме да кажеме дали е до знаење или незнаење. Има врска тоа и со други аспекти во рамките на функционирањето на јавната администрација, например менаџментот на јавните институции. Ние имаме ситуација, сме имале каде што во еден орган нестручни кадри стануваат, менаџери, директори. Имаме ситуации каде што се злоупотребува институтот на вршител на должност, па нон-стоп некој е веде. Имавме ситуации каде што 6 министри се менуваа во 6-7 години на чело на една институција. Значи, дали е прашање на незнаење, дали е прашање на немоќ од страна на самите менаџери на институциите, поради тоа што немаат доволно време, дали е недостаток на желба, тоа е веќе прашање на кое што... Битраков, зошто изостанува мерит системот, па на пазарот на труд да се измери кој колку го бива, па според заслугата да го обезбеди тоа работно место за кое е квалификуван? Зошто? Или се уште ќе се оди на принципот на политичко-партиски распределби, прераспределби? Нашите закони во суштина се во тој дел на постапката за вработување се во ред. Сега има најави за нови прописи кои што, да речам, ја модернизираат постапката и ја симплифицираат и во тој аспект обезбеден е меритот. Кај нас проблемот се случува претходно, не е проблемот откако ќе се објави јавен оглас за пополнување на едно работно место кој ќе го одбереме. Односно не е толку голем проблем тоа, бидејќи самата постапка е детално уредена и кажува како се врши бодување на кандидатите, како се селектира кандидатот кој што е најдобар и слично. Но, колку пати ние сме зборувале во јавен дискурс за менување на правилници за систематизација за да се прилагоди описот и пописот на потребни квалификации за едно работно место за дадено лице. Како да се деполитизираат услугите, јавните услуги, да бидат ефикасни? Деполитизација на јавни услуги, ако зборуваме сега за издавање на дозволи, решенија, потврди и слично, значи она кое што ние го бараме на шалтерите, најлесно може да се постигне преку дигитализација. Да немам физички контакт со оној кој што зад софтверот би го работел предметот.
И тоа е некој процес кој што треба кај нас, по моje видување, да се забрза. Од друга страна, врзани се прашањата. Значи, ако нема мерит при вработување, односно регрутација на менаџерот на институцијата, и ако поради тоа нема мерит во регрутацијата на кадрите, нормално дека е потешко и услугите да се деполитизираат, бидејќи тие се кадрите кои што влегле. Тие ќе бидат исто така политизирани. Но, ако гледаме од перспектива на граѓанинот како поединец, најдобар начин за деполитизација и, како да кажам, ефикасност да се постигне, да не го ставаме граѓанинот во ситуација на непотребни трошоци и парични, и временски, и едноставно, како да кажам, психолошка перцепција лоша за администрацијата, е да се дигитализираат што повеќе услуги и при тоа, кога се селектира што треба да се дигитализира како услуга, да се селектираат оние кои што најмногу ги користат граѓаните. Може ли да се зборува за ефикасен јавен сектор во ситуација кога граѓаните се жалат за неефикасни институции? Па не може. Неефикасноста на институциите значи дека и целиот јавен сектор е неефикасен. Сега, да бидеме реални, не сме ние сигурни колку е неефикасен јавниот сектор. Факт е дека постојат многу лоши примери, факт е дека постојат институции кои што релативно брзо одговараат на барањата на граѓаните. Од тука сметам дека некогаш станува збор повеќе за една лоша перцепција и за едно, да речам, демонизирање на јавната администрација во јавниот дискурс, дека апсолутно секој во јавната администрација е лош, дека секој орган е неефикасен. Не е така. Она што треба да го направиме е да ги лоцираме критичните точки. Каде имаме проблем? Ако се сеќавате, пред некоја година, мислам дека беше 2019-та или 2020-та, Државниот завод за ревизија спроведе ревизија, например, во управата за водење на матични книги, кога најдоа дека во една календарска година биле издадени 20.000 изводи кои што ги издава УВМК со грешки. Па после се издавале нови. Тука ние треба да обрнеме внимание да речеме тој орган ни е проблем. Некако мене ми пречи она порамнување или, како да кажам, ставање во исти кош на сите. Тајте да речеме овие органи ни се ефикасни, овие органи не ни се ефикасни. И да работиме со неефикасните. И реформа да спроведеме таму, ако нив им недостасува кадар и затоа се неефикасни, да им се даде кадар, во смисла им се одобри вработување, да им се дадат преку мобилност луѓе. Ако пак има премногу кадар кој што не знае да врши таа работа, тогаш да се најде на овие луѓе друга работа соодветна и таму да се донесат соодветни луѓе. Значи, зборувам онаму каде што имаме проблем. Време е да бараме одговорност индивидуална кај менаџерите на институциите и на ниво на институција да кажеме каде имаме добра ситуација, каде имаме неефикасност. Следите тренин гостин во емисијата Константин Битраков од Правниот факултет. Се најавува нов закон за правична застапеност, откако пред неколку месеци беше укинат така наречениот, односно балансерот. Дали со новото законско решение ќе се стави крај на етнизацијата при вработувањата? Дефинитивно е добро што се укина балансерот, еве од тука да почнам, бидејќи балансерот не ставаше сите нам како граѓани во една незавидна положба, да не може воопшто да конкурираме на јавен повик, на јавен оглас за вработување во јавниот сектор, ако не сме припадник на дадена заедница. Дали новиот закон ќе ги реши проблемите или ќе биде подобар од балансерот кој што беше етаблиран со Охридскиот рамковен договор? Да, меѓутоа балансерот како таков не постоеше до 2016-15 година. Тогаш беше воведен во законот за вработени во јавен сектор како една алатка, софтвер каде што институцијата ги вметнува податоците колку луѓе има вработени и колку планира идната година да вработи, нивните припадности на заедници и балансерот како калкулатор сврлаше односно колку места од која заедница треба да бидат од вкупниот број на пополнети работни места, односно оние што се планира да се пополнат. Дали ќе биде новиот закон подобар, не можам да кажам, бидејќи јас, ако не грешам, не сме виделе во јавноста некој нацрт, нели, на тој закон. Беше само најавено дека ова што беше претходно, да речам, уредувано со подзаконскиот акт со кој што се воспостави балансерот, ќе се уреди сега со закон. Меѓутоа немам одговор за жал на вашето прашање дали ќе Кога антикорупцијска комисија вели дека треба да се забрани партиско пазарење при вработувањата, дали
таквите пораки, сугестии допираат до политичките партии или кучињата лаат, караванот си врви? Па мислам дека од целата дискусија досега може да заклучиме дека и не премногу допираат. Искрено не сум запознаен со таа изјава на Државната комисија за спречување на корупција, за да знам точно на што се алудирало, но предпоставувам дека се мисли на субјективизам, тоа кој колку му се дозволуваат вработувања, кому не му се дозволуваат и слично. Во секој случај, да резимирам, има простор за подобрување. Можеме да го подобриме јавниот сектор, но треба прво на ниво на политички институции да има желба за тоа, треба да се постават способни директори на институциите, па и министри, да има стабилност во политиките, значи да имаме, како да кажам, еден период реформски во кој што нема премногу да ги менуваме менаџерите и тие ќе бидат лица кои што знаат да менаџираат со институција и треба потоа ние да ги применуваме законите. Законите имаат некои недостатоци, затоа има и сега реформски процес на нови закони носење и треба тие закони кои што се однесуваат на вработените да почнеме доследно да ги применуваме. Тоа е се што ние треба да направиме. За да го направиме тоа треба да има желба. Друг аспект е веќе на подол крок реорганизирањето на ниво на институции. Да речеме дека дел од институциите констатираме дека не се потребни, да ги укинеме, да ги сведеме на помала бројка на институции, бидејќи ние имаме 1200 институции, од кои што 900 се јавни установи, училишта, болници и слично, меѓутоа другово се институции. Тука има и дуплирање на надлежности и премногу директорски места. И тука е веројатно пазарот на кој што тие алудираат. Формирам институција за да се усогласиме со коалиционите партнери и слично. Почна еден процес на реорганизација, се формираа повеќе министерства 2004, но се намалија и бројот на органи во состав на министерствата, но тоа треба да продолжи и да имаме таргет. Следуваат локални избори, како по правило партиите на власт ги пребукираат местата во јавниот сектор, се одомакини во еден период терминот за дуизација во јавната администрација и ВМРО ДПМН е речиси позната по популизмот и додворувањето на гласачкото тело. Има ли простор за понатамошно ширење на администрацијата за бројка која денес и вие спомнавте и ја тука увидов дека станува збор за околу 130.000 административци. Бидејќи вие велите дека релативно нашата администрација не е преголема, ако се направи споредба со останатите земји. Јас кажувам дека на ниво на агрегатна бројка, бројот на вработени во јавниот сектор сам по себе, значи кога ќе видиме бројката не треба веднаш да заклучиме дека таа е преголема, туку дека треба да земеме предвид други работи. Например, како што спомнав, во нашава држава 20% од вработените во јавниот од вкупниот број на вработени се дел од јавниот сектор. Во Норвешка се 35% и во Шведска. Од вкупниот број на вработени дел од јавниот сектор, ама кај нив какви се јавните сервиси? Многу подобри. Значи затоа велам, ние треба работите да ги гледаме холистички. Да видиме колку е задоволството, ја спомнавте ви ефикасноста, има ли ефикасност, во кои органи има превработеност, каде има недостаток на кадар, бидејќи нема секаде превработеност, ние имаме министерство со 40 вработени, 50. А од друга страна имаме јавни предпријатија, каде што има правна служба поголема од цело некое министерство. Благодарам за гостувањето. Благодарам вам. Ова беше се за вечерашното издание на Трилинг. Довидување до идниот петок во исто време.